Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добро дојавте во уште едно издание на Јај Бурек. Се надавам ве наоѓам го сокривме, добро, не мењај кадар се. Ми треба. Океј, ќе одиме со видео файл. Мојата последна видео колумна слушај вал, која се однесува на никој, никаде, од никогаш, од никого, ничим изазван, се појави Степан Даровски, отиде кај неговата сопартика на телевизија да се објаснува колку било лошо што Миковски се знаел со Доналд Трамп. Иако неговите претходно викаат дека врска немало, нашиот ни Трамп ни Бутор. И така. Но, иако е ова за обсервација, беше доста интересно. Улета у ринг Александар Николовски, министерот, вице-премиерот и министерот за транспорт и врски. И тоа беше... Добро, гледајте у овие 6,5 минути. Слушај, бабо, драги пријатели и пријателки, не знам, може би само да прочитам тоа што имам да го прочитам е сосема доволно, ама ако утнавте ова, мислам дека е
така, сочното што ни се случи политички изминатава недела, иако има многу работи за анализа и во светот и кај нас, никој, никогаш, никаде, небитно, најнебитно се појави Стево Пендаровски кај неговата колега, партиска нормално, и се знае да е бурек, се зна треска. Имено, Стево, мистер Стоукер, Стоукер сум ја, јеј! Вели, многу било лошо, многу било лошо, што нашиот премиер бил близок со Доналд Трамп. Ало, чекај малце, чекај. Вие у партија се договоривте ли? Живи сме. Дали се договоривте? Нашиот премиер е небитен и не се знае со Доналд Трамп. И небитен е кај Доналд Трамп и нити го виделе, сам се пикнал таму под тепихот, се протла и така натаму. Или се знае со Доналд Трамп. Ова е шизофренија, значи две крајни спротивни размислувања од едната и од другата страна. Да, јас сум ненормалниот. Знаете колку сум среќен што сум јас ненормален. Ако ова се паметните, ако ова се интелигентните, ако ова се праведните, ако ова се прогресивните, фала Господи што ме направи ненормален, ама барем не сум будала како вие. Значи, одлучете, ве молам, дали премиерот Мицкоски е небитен, дали Доналд Трамп не се знае со Мицкоски, Мицкоски не го знае и не се блиски, иако имаше 300 објави, да не почнува нашиот милиардер Крис на Рамбл и така натаму. Небитно, но ја велам, чукни се по главата. И втора работа, ја очекував некоја реакција, ма повише мислев дека ботовите, Твитер, Фейсбук, ваму там, обичено народ, нели, стоката, така реагира, не знае баш конкретно кога реагира, што изреагира, но затоа знае кога гласа, како да гласа. Сега, excusez-moi, pardon-moi, je suis le capitaine de l'Ohrid, Мосје Александар Николовски директно од пристаништето во Охрид со бродотраект кој го потопи Титаник наречен Стево Квиско. И вели вака, Стево Пендаровски, човек кој два пати изгуби председателски избори, вториот пат со историски неголема разлика. После 10 месеци реши да се појави во јавноста. Душиче, решил да се појави во јавноста. И да го напаѓа премиерот Мицкоски и ВМРО да помене заради поддршката на САД и председателот Трамп. Пендаровски, иако вети, не се откажа од доживотната пензија на грб на граѓаните, да памтите дека он вети, нема да земам ја пензија, ја ќе оставам таму за кучичи, мачичи, ичичи, бечичи, да они једову и одак тоа, глап, си лапна пензијата, не, но следува. Ама бар чути си, бе, не збори, нема да ја земам, леле, колко е фен, нашиот Стево Пендаровски, не знам зашто толку изгуби. Пендаровски, кој иако не се откажа од животната пензија на грб на граѓаните, го напаѓа председател на нашиот стратешки партнер број 1 и арогантно дели ум на светски лидери, а сам себе не се гледа. Човек кој масовно ја злоупотребува агенцијата за разузнавање со наредба да фабрикуваат извештаи за нас од ВМРО, да помене дека сме проруски, антизападни, антиамерикански. За мене слушам напишале дека сум представник на иранско-турско-унгарското влијание. Александар Николовски, нашиот министер за транспорт. Иранско-турско, бечеш, гулаш, турско, леле мајко моја. Добро. И пуштаа гавази да ги мола стратешките партнери, полуодносителите на ВМРО ДПМН да завршат на црна листа за така да се спасат од пораз. Истиот тој сега е најантизападен и најантиамерикански. Стево, троши пензијата
Не се брукај, не ја руши позицијата на Македонија и дружи се со пријателите од Агенција за разузнавање, дор можеш. Ја си извинувам после вакво шамарење, рете да се јавам во итна помош. Греота е човекот после ваков човек јадење. Ало, драги, уште си убрзо по? Да. Дај бе до Стева. Греота е. Не ба овој Охридјанесов. Со суви гевречиња го баваш. Да. Попара целиот те модрици напред. Не може, мислам дека у кома вече шишириса. Да. Добро. Цаци ќе даде трансфузија, не се секири. Да, ајде. Слушај вам. Признавам, значи, сите вие што ќе рете дека сум будала, дека сум ненормален, дека сум абнормален, во право, што вика кумашинот мој, Јанко, ја више не те бранам, порано те банев ме напаѓа име. Викам, шо ме бе? Па дека си будала. Јас сум будала, бе. Јас сум благодарен што сум будала. Тотална будала. Нема поголема будала. Јас се гордеам што сум будала. Бидејќи сум спротивно од овие што ги мислите дека се паметни. Се лошо што ќе кажете за мене, признавам, искрено, велам дека е така. Освен едно, глуп не сум. Може и тоа да го кажете, ама не точно. Све друго ви е точно. Све друго не ви признавам. Океј, драги мои пријатели и пријателки, не знам дали би може повторно да го споредам македонскиот и американскиот народ. Мојата прва споредба е што на македонскиот народ му збогтиса од претходната власт која лажеше и крадеше, потоа крадеше и лажеше, па излаже и искраде, краднуваше и подкраднуваше. Карикирам, глумам сега, изводам. Но собра сила македонскиот народ, прво ментална, второ абнормално толерантна, едно време и беше уплашен народот, малку корона, малку полициски апња и така натаму, ама не може вечно се да трае. Така да дојде време, ги сменија, дојдоа на власт, 6 месеци како настана таква промена во Македонија, каде што СДСМ исчезна од политичката сцена и оној кој воопшто им лајка на оваа структура сега, ја не викам дека во иднина нема да се појави некој, ајде да речам, шармантен, впечатлив, визионер како, не знам, Киро или шармер како Бранко, ама оваа олумента на овој сегашен лидер, на кого за 8 март, да не ви го расипувам, изгореа колку луѓе во монтажната болница и кој е крив? Не го доле. Под гзов ми е. Продолжен кабел. На американците исто така им дојде преку глава. Тераа со демократите или нивните СДСМ, во секој случај немојте ги одвојувате СДС со демократите, иста лумента, затоа што на ист платен список беа на длабоката држава, USAID и SORS. ковид, високи даноци, милиони преку граница,
пуштени и тие мигранти преку граница убива, крадеа, силува, јадеа дури и машки. Сето тоа едва и казнето поминуваш. И сега у овој момент, кога се случи таа промена, кога Доналд Трамп свати дека најдобриот менаџер на планетава Елон Маск направи фантастични менеджерски промени во Твитер, во сопствената фирма, и го поддржа Милеј, претседателот на Аргентина, кој презадолженоста на Аргентина е земја која е житница на планетава и голем извозник на месо. А народот таму гладуваше. Зошто? Даноци 30-40%, министерства колку сакаш. Лезе со моторна пила и сите министерства ги испокасапи. Ги укина. Зошто? Да не трошат пари, дрвни пари. Со тоа што направи во Аргентина. Сите пари, наместо да идат за даноци, не знам, за ова, за она, за вакво, за онакво, за држ, за неда и така натаму, освен за базични работи. Мислам дека задржа за здравство, за полиција, за војска. Другото се пушти кај народ. Поточно, кај бизнисмените. Бизнисмените, кога имаат повеќе пари, го прошируваат производството. Ви текнува. Секој бизнисмен, ако треба повеќе да дава за даноци, за 300 работи, он ќе штеди. Прво на што се штеди? На работна сила. Јанко, колку плаќаш даноци? Толку плаќам. Колку камермани имаш? 1. Зошто немаш уште 3? Скапо ми е, бе, брат. Ола бајме, може ке имам и 5. Може ке имам уште 3-4 реализатора, може ке имам уште 5-6 луѓе у тимот. Вака сме двајца. Зошто? Даноци, ова, она и така натаму. Ви карикирам. Добро, еве те ослободуваме. Тие пари, речеме, наместо 40%, 10%, 30%, тие плюс. Со 30% плюс, шефе, иди, купи уште една камера, купи нов компјутер, донеси уште 2 деца на хорар и да видиш како се шири продукцијата и така. Така и со сек бизнисмен. Знаете ли дека Америка е земја една која има највисоки даноци, 40%, а тоа го направија демократите. Тоа би го направи Клинтон, би го направи Обама. Џорџ Буш, немој да мислите дека е републиканец. Он по-продадено копиле нема. Тоа е кој што, не знам, Љупчо Георгиевски го прецепете дека е ВМРО-вец. Не бил ВМРО-вец, нит бил тогаш, он си имал агенда една по-бугарска, која му ја поддржа СДСМ, со СДСМ си е цело време и тоа е во ред. Си беа наивни овие ВМРО-вците, окей. Работата е што успеваат да се променат. Ама барем, нели, тие што лажат, ги тргаат и продолжуваат. За разлика од ова левитарскиве, они не се откажуваат од своите. До смрт останува. Ма палел, гореле, не знам, автобуси, гореле бараки, се ставиле фабрики за електрични возила, ништо изградено, дадени пари. Почнати 5 патишта, шајка незакована, пари, милиони, све лапензи, кркензи и така натаму. И тоа го знаеме со години, не морам да го елаборирам. И сега Доналд Трамп се она што пропушти да го направи во првиот мандат, а тоа е да ги пресече финансирањата на USAID, бидејќи USAID не даваше пари само во Македонија. Македонија потрошила милиарди. Што мислите, сите пари отидоа за нашиве лапачи? Не бе, наш лапач го купуваш со 200-300 илјади
1 милион. Другите ќе ги дадеш на луѓе, не знам, дели, мейли, дели и така натаму, кои па кофинансираат партијата. Значи, и парите на USAID кои идеа низ светот, да, добро, ќе се наеше некој кенеф, тук и таму у некој школа. Големиот дел од парите ќе се даде и за, нели, ДУИ, СДСМ, Цивил, Мивил, овакви, накви, Ири, Мири, шо ти ја знам, не знам кој свет, ама организација, I don't give a fuck. Значи, тие пари што делуваат дека USAID ги дава низ светот, повеќето се враќаа назад во Америка, која финансираа партијата. Па демократите обстанува на власт со огромни пари. Они ги има Reuters, New York, Washington Post, CNN и така натаму. Скоро сите главни медиуми беа избореа унисоно. Само еден им се представи, му пукна филм, има тоа зошто и како го елаборирал. Елон Маск фрла 40 милиарди и го купува Твитер. И пази, он во последен момент се премисли. Рече дека ќе го купи Твитер и 6 месеци се замисли дали да го купи. Он имал визија, ама се замисли, не, ова лошо ќе помене, пошто има и големи бизнеси. И таман да се откаже, овие демокративе и од Твитер го даваат на суд, вика, ќе имаме загуби, све ќе платиш, све ќе дадеш, затоа што рече дека ќе не купиш, не купи. Немаш и на крај избори ги купи. 42 милиарди, овие му го дадоа Твитер. У Твитер влезе како што Мелеј влезе у владата на Аргентина. Мелеј влезе со моторна пила, Илон Маск влезе со умивалник. Умивалник на англиски се вика синк. Ама синк значи нешто и да истече, да потоне. И на таков начин прво што направи, отпушти се оние партиски поставени луѓе и откри дека Твитер не дозволу, прво го забрани Доналд Трамп да постира. Луѓе кои беа десно ориентирани, кои беа десно од центарот, ги буквално ги минимизираше, ги блокираше, ги бришеше, а само на наративот се држеше она што беше, нели, Обама, Бајден и така натаму и така натаму. Во разговор приватен со Доналд Трамп, Елон Маск му нуди своја помош само под услов. Ако се прекинат финансирањата од длабоката држава, од USAID и на Сорос. И поточно да се укинат илјадници федерални единици со милиони регулативи, исклучиво служеа само да придушуваат, да вршат тортура, контрола. Може би употребувам престроги зборови, но во суштина тоа е тоа. И одеднаш, овие, иако го прифатија поразот, и покрај сите пари, и покрај сите манипулации што ги направија, американскиот народ многу го сака и многу го почитува. Целата армија на Соединетите Американски држави го бава Елон Маск. Елон Маск направи огромен успех технолошки со неколку работи, тоа е Starlink, тоа е Тесла, Cybertruckот, потоа со успешните ракети, и кога е неуспешен, он е добар, соработуваше со сите и сите беа против него. Он само викаше, само ќе ме пуштите да го формирам ДОГЕ, или Department of Government Efficiency, 2 години да непотребните трошења на пари на државата да ги сосечам. Зошто? За да не се оптеретува американскиот работник, американскиот човек.
оној ситен бизнисмен. Прво, на сите бизнисмени ова одговара, ама не смеат, га заодгодадоа за нивните СДСМовци. Срамежливо, полека, почнаа до пред изборите. Нормално за изборите, обидот за атентат врз Доналд Трамп, кој се обидоа толку трапаво да го изврта дека е намештајка, местенка, за да му се зголемела популарноста на Доналд Трамп. Ја ви викам, ви давам 300 милиарди кеш на рака вам да застанете пред Куршум на едно ќораво бубуличаво клинче со наочари да ти пука за да ти го цивне увцето. Знаеш како ќе се примислиш? 300 милиарди, али животов ми е сладок. Така што им пропадна и тоа, направија и многу глупости. И сега, илјадници милиарди. Прво, USAID го укина, никој не веруваше дека тоа ќе се укине. И испадна, најмалку од парите иделе за болни, за гладни, за она што најмногу лажеа. Најмалку од тие пари идеа. Најмногу пари идеа преку организации кои во суштина го финансира Џорџ Сорос. Кој е Џорџ Сорос? Што сработил тој у живот, кажете им? Што едно он бил безански шпекулант, што е легитимно. Така, купувај акции, продавај акции. Он успева само со неколку трансакции да направи доста милиарди и тоа се на големи берзи да ја сруши британската фунта и да ја сруши руската рубја. Од тогаш натаму нема ништо. Се тоа негови организации, поставени во име на... И што се неговите агенди? Неговите агенди ги видовме. Трансджендери, мигранти во Европа, мигранти во Америка, финансирање на левичари, рушење на демократски избрани влади. Зошто? Затоа што кога ќе ставиш твој политичар, он може да ти црпи средства. Сорос не е мртв и Сорос не е без пари. Сорос треба години да не добива пари од USA за да почне да клапнува. Зошто на Џорџ Сорос му треба шарената револуција барем во Србија да успее? Колку се уште се држи во Германија и Франција. Тоа се класични и во Европската Унија. Во Европската Унија се све луѓе излезени од неговите центри, воспитувани, индоктринирани и така натаму. А како се викаше Коча Поповиќ? Вика, значи човекот кој уште од рушењето на Милошевиќ, кој беше ментор, учител, гуру на шарената револуција во Македонија, чија книга е излезена од печат, чија книга базирано на делото, се у моментов се блокирав, на страницата на Отворено општество имате PDF формат, книга Радикали. Кај кажува, Јанко е десничар, познат, популарен, ќе го правиш будала, ќе го понижуваш, ќе го исмеваш, да и они, дури и оние што го почитуваат, ќе почнат да го мразат. Методологија цела. Тој политичар добар е, добро прави, се што добро ќе направи, ќе го извртиш во вриштење, пишење како го направил лош. И сам на едно предавање вика, не постои протест кој е спонтан. Не постои спонтан протест кој е повеќе од еден ден. Може еден удено. Натаму е све манипулација. Од едни или од други. Шарената не успеа во Грузија, шарената не успеа во земји, но е на раб да успее во Србија. Зошто е битно? Дека во Србија има реално незадоволство, прво Вучич стварно предолго на власт, но
Сево ова е раководено задкулисно од Сорос. И многу му се брза. Што е проблемот во Србија? Во Србија проблемот е што нема реална политичка фигура како лидер. Во шарената револуција овде во Македонија беше Заев. Каков таков, он беше лидерот на тоа. Он беше врвот. Заедно со Катица Јанева, тука беше Боки и така натаму. Тоа беше врхушката која стварно се налепи в македонскиот народ, им поверува. Сите албанци им дадоа поддршка, сите овие што беа лечари им дадоа поддршка, сите невладини организации кои беа спонзорирани од USAID, од Американска амбасада, од Сорос, од Холандска амбасада, бидејќи холандската власт, француска и така натаму, се тоа инсталмени на Сорос. И нему од животно значење да има, зашто парите кои ќе секнат, ќе мора од негдека да ги црпи. А ќе ги црпи од некои државни извори. Како што во Македонија се изцрпе. Амонија, кога падна владата на Груевски 2017, беше задолжена 1,5 милиарда. Крикирам, сега е 6-7. Океј? Кај се тие пари? Ништо не гледаме. За 6 месеци оваа власт направи повеќе од овие за 7-8 години. Како е можно? Кај идеа пари? Ме разбирате? Така и во Србија. И почне наративот, а Вучич луд нема избор. Прави патишта, изгради ова, направи ова. Што и да направи, таму опозицијските медиуми тоа ќе го негираат. Нормално, никој не верува на провладините медиуми, затоа што провладин медиум лаже, ама опозицијскиот никогаш не лаже. И тоа е по тој дефолт на тоа книга за радикали, многу побро се допира до обичниот прост човек кој многу и не размислува и делува инстинктивно. Му идеш на инстинктот. Лошо ти е, бе, човек, не лошо ти е. Кога некој те убедува дека лошо, ти стварно почнеш да... Значи, сугестија. Да, бе, лошо ми е. Дај да го смениме. Ајде, бе, да го смениме. Кој ќе го сменат, знаеме кај нас како беше. Од лошо, полошо, дно. Така ќе биде и во Србија. Ке се распрода. Немало да се градат рудници, немало да се... Тоа нема да зависи ни од Србија, ни од српска власт, ни од Србија, тоа ќе зависи од тој што ќе раководи новата власт. Што мислите, таа ќе биде автентична, независна? Не, ќе работи. Ќе ги видите тогаш цивили, мивили и нашиве се надева, бидејќи овде ка секнаа парите, таму ќе почне државата да ги помага. Трансродови, геи, транџи, породова, ваква, онаква, Косово, Мосово, она, деба, шо ќе има, јас ја карикирам. Проблемот е многу лесен решлив таму, затоа што имате политичар кој е предолго на власт. Не е важно дали е добар или лош, предолго е на власт. Тоа е проблемот. Име предолго на власт, се потешко го манипулираш. Зошто Путин им смета? Предолго е на власт. Не можеш да го манипулираш. Зајакнува. Меѓународна политика не има Русија проблем. Проблем е Кина. Проблем е што Русија е најголемиот сојузник со Кина и на Кина најголем сојузник е Русија. Ресурси, така натаму. Но сега да се вратиме на менталитет. Драги мои, се што е било под контрола на комуњари, комунисти, УДБА, полиција, джандароглуси, Сорос, USAID и така натаму, се е тоа денеска Македонија ценети, почитувани имиња, ликови,
не знам, обштествено, политички работници и така натаму. Дали се тоа бивши премиери? Дали се тоа бизнисмени кои на пивара, кои на Мак Петрол, кои на Комерцијална, кои на Алкалоид? Пазете, све се тоа луѓе кои ги добиле тие мега гиганти кои ние ги изградивме. Ама легално било, приватизација. Абе, тоа ти што си направил да биде легално е грабеж. Одграбен. Не татко ми, баба ми, дедо ми, не го добиле со дел. Партијата ја прави и им ја дава на свој луѓе. Тие доживотно ќе го финансираат него. Во Америка истото се случва, дали е тоа Apple, дали е тоа Ford, дали е тоа, не знам, Motorola. Големи компании кои со години се врзувале со партијата, плаќале на партијата, Disney да не збориме CNN и така натаму, и работеле исклучиво само една страна за една партија. Како и, не знам, медиумите кај нас. Нема невин медиум. Не. Сител, Телма, 24 вести, уште другиве телевизии, наброите ги. Све се тоа партиски телевизии. Си работат. Независна телевизија, медиумска, пошто ми викате, Јанко, ти како новинар треба да бидеш неутрален. Абе, ало, имате 10, 15 медиумски куќи партиски определени, ти мене ми се обраќа, кој те пропагира. А ја барем као буда, јадам бурек, да не речам лајна. И тоа зборам за да си ја смирам собствената совест. Не вас да ве свестам, не свестувате вие. Тие луѓе што ги набројав, тие се ценети. А он бил директор на Технометал Вардар. Кај е Технометал Вардар? Па пропадна. Па многу е лесно да им даеш готови фирми кои сами по себе ќе си работат, ништо не треба да направиш, дури менеджерски. Што не ја спасија стаклара, што не ја спасија треска, што не ја спасија кожара, што не ја спасија млекарница. Славија, Центро, ште колку компании македонски фолклор, сето можеше пара да носи Ридена. Тито Беличене, најголемиот ѓубраџија што збореш, што направи со Тетекс? Си прочутате, шлак, фала лепо и пријатно. Ајде, разбирам, да го купил. Океј, јас сум бизнисмен, се враќам од нов земја. Што има да купам? Па бурџилница имаш да купиш, да ние правиме бурџ. Ја ќе ја купам, ја ќе инвестирам, ја ќе ја направам. Платено, пазарна цена и молим лепо. Ми се чини дека прекретницата брзо ќе дојде во Америка, кога ќе се уинат овие работи, бидејќи сега тој модус на враќање на пари не може одма да се осети. Тоа треба време. Но, што ќе настане? Има еден српско-хрватски збор, се вика Лизилебович. А тоа е оние кои ништо не работеле, клати вратама и плата, што кукаат сега по социјал мрежи, им било траума, пазете, избор им било траума, што мора да пишува мејл во кој требал да објасни што сработ изминатата недела. Траума. Инаку да ви кажа дека кај нас барем таа работа е подоб. Во јавната администрација на крај на годината имаат задолжително сите да поднесат извештај што сработувале преку цела година. Дека сопругата моја, која работи во јавна администрација, на институција работи во маркетинг, секој месец си прави за себе. Буквално. Оваа недела тоа сработено, оваа недела тоа сработено, оваа тоа, за која ќе дојде на крај на годината, така е учена на факултет, магистер е. Така што на крај на година
да го има вкупниот извештај, да не се препотува, да не се го скратува животот и здравието и онака и е уништено, со такви извештаи, бидејќи е стресно, стварно. Ама стресно е за оној што ништо не работел. А во Америка такво нешто нема. И мислам дека многу набрзо и ќе дојде и во Америка. Моментот кога ќе сватиме дека треба да работиме сами, да се пуштиме на пазар, како што на запад кога идеш, бараш работа и почнеш да работиш од сабајле до вечер, и си глад. Нормално. Дека 500 евра плата или 5000 денари плата у администрација не е доволно за живот. На македонец му е доволно. Тоа е проблемот. Нема македонец кој не би се откажал од било која приватна работа, само да не иде на работа, да седи дома и да работи у администрација за 50.000, затоа тоа е веќе пензија и тоа е инвалидска пензија. Дури да не работи ништо, може да биде казнет, може да му биде земено плат, не можеш да го избркаш од работа. Тоа е неверојатна паразитана. И кај нас ќе треба да дојде еден таков доге. Мислам дека СДСМ иде на таа карта кога народов ќе свати дека ќе треба да работи, а не да клати врата, да му излезе, бидејќи главните ветувања во наредниот период ќе биде немајте гајле со нас. Ама задолжува, ќе си речеш, шо ми е гајле да се задолжува, шо ми е гајле дали ќе има полиски час, шо ми е гајле дали ќе ми вакцинираат децата, што ми е гајле, абе он ми гарде, ајде супер било тоа, као време на Тито супер. Мислам дека и во Америка, иако во овој момент ја гледав анкетата, дека повеќе од 50% го поддржуваат ова кратењето на државните институции и парите. Значи, преку 1000 милиарди се најдени фрлени пари. Буквално се крадело. Вика, дури Доналд Трамп, каже во еден момент, вика, немате појма, вика, со своји очи, видов, он ми го даде, вика, со своји очи видов, колкава сума пари била дадена, значи 100 милиони за операции на промена на пол кај глувци. И тоа бил прогресот. А нивните сродни партии кај нас го мразат Елон Маск, го мразат тој. Зошто? Не е важно што вие го кажаа дека краделе, дека организирале пучери, дека имало криминал. Не си од мојата, ја навивам за тебе и пријатно. Ќе те мразам до крај на живот. Се прашувам и се надевам дека барем американскиот народ ќе покаже многу повеќе доблест и храброст да работи, да заработува, бидејќи само човек кој сам заработува, никој не може партиски да го обструира. Замисли, ти работиш за нека фирма, да речем онлайн, сработуваш некакви, што ја знам, анализи. Не ти зависи ни од СДСМ, ни од ВМРО, ни од демократи, ни од цивил, ни од Сорос, ни од републиканци, ништо. Знаеш у тебе што се развива? Самостојна мисла. Знаете кои се тие луѓе? Тоа е таа средна класа. Тоа е кои изворните револуции и промени во едно општество ги правеле. Мене ми е неверојатно, дури и бибски, дека попрво ќе видам добро, одошто лошо со овие промени, дека доброто ќе преовладе, дека ќе ги спасиме децата од сексуална злоупотреба, дека жените и ќерките ќе ги заштитиме од хистерично масовно селување, одбрено од нивните, кое дури овие не го осудуваат, тоа е неверојатно ми. Ај разбирам партиски, не го сакате, нели? Не сакате ВМРО, не сакате Елон Маск, не сакате републиканци, не сакате Трамп. Абе, барем да изустите дека залагањето против сексуална злоупотреба на жени,
деца. Барем за тоа да сте. Не. Одамна еден ме викаше, црвените кмери, децата ги потребуваат да ги екзекутират нивните родители. Орвеловски. Ужасно. А кој знае уште какви сексуални услуги на своите врвни лидери, црвени кмери, тоа им го праеле. Или нивните органи за добробит и за висши цели биле продавани, препродавани. Некој ќе рече, Чаушеску може би не требаше да биде стрелан. Што ако е вистина дека Британија или ројалитис ги снабдуваше со свежа крв, со органи? Знаете дека има една теорија на заговор, за која денес нема да говорам, ама е грозна. Постојат дури и средновековни слики, значи не е нешто ново, дека за подмладување, оздравување од тешки болести и долговечен живот, мачеле мали деца, ама таква тура да е свесен, да вришти од болка, да вришти од ужас, да вришти од страв, а да го колеш, да му ја земаш таа крв. И таа крв да се пие за здравје. Има деска некоја теза како хормон се вади од тоа, но за тоа друг пат ќе збориме. Океј, дај телефоните, бидејќи е 9 часот, можеме да ги отвориме телефоните. Нема тема. Само телефони. Кој сака да се јави, нек се јави. Кој неќе, нека не се јавува. Кој сака да се јави, ќе збори, ќе лафи. Кој не сака да збори, нема да лафи. Кој ќе гледа, ќе види. Кој нема да гледа, нема да види. Кој дошол, добре дошол. Кој не дошол, ајде ситер. Мојот монолог е небитен. Не мора да дебатирате со мене. Ако дебатирате со мене, ќе идам тешка контра. А ако си идете вие со ваши тези, ќе си чутам и ќе слушам. Ако тргнувате со Јанко ти кажа, тогаш, бидејќи моја емисија, ќе си јадам бурек. Ако сакате да од лекција предавање, штам. Океј. Телефоните почнуваат да звонат, бар така мислам. Добро, ќе чуеме што како. Ниенте проблемо. Lasciatemi cantare. Ало, добро вечер. Добро вечер. Велете во програма сте. Во програма сум. Поздрав Јанко, поздрав до тебе и до емисијата и до тебе Сонце. До целиот менаџерски тим што реализира емисијата. Вака. Немате тема, па викам сепак да потегнаме на тема во областта на здравството. Мели сега, пред 2 години, може се сеќавате се на таа тема, но не е на одмет да се повтори. Повторувањето е што велат мајка на знаењето. Нели до пред 2 години функционираше Ало доктор, ако се сеќавате кога се јави во емисија, кога дебатирав дека може да се најдат и пензионирани доктори, има дури на YouTube таа емисија, но не битно. Сега, значи, проектот си функционираше од 2014 година, но не функционира више? Линијата функционира, сега да свртите слободно свртете. Дај го мојот компјутер режија. Добро, и ако свртам? Си вика, добивте услугата Ало доктор, звони 3 пати и после сите доктори се зафатени. Значи, линија функционира, но доктори нема и што е најтрагично, нема официјално образложение од Министерство за здравство која е официјалната причина и која е реалната причина зошто е таа услуга укината. Таа услуга беше 24 часа 7. Јас си тогаш реков пред 2 години да не се повторам како папагал, но за жал оваа наша држава и се извинувам, за ми работи треба како папагали да се повторуваме. Значи, ако немало, пример, карикирам, финансии, зошто наместо 3 смени не оставија 1 смена? Значи, не се должни матичните или не се должни од аптекиве да, како да кажам, да едноставно да даваат совети. Тие не се за совети. Значи, оваа Ало доктор, оваа услуга беше
Одлична за совети. Уопште не го дава веќе ни она добивте услугата, него го одбива бројот како да постои, едноставно изфрла, не можеш ни да свртиш, еве. Не знам ако е нешто ново, до вчера го даваш, до превеска, до пред пола сат го даваш, еве пробам од мобилен. Се извинете. Ај ќе пробам и ја? Не, ти збори и ја ќе пробам уште еднаш. Еве, вели. Океј, ај остави јас да пробам. Ајде. Ја добивте услугата Ало докторе. Истото. Океј, збори ти. Значи, оваа услуга од голема корист, не за џабе Никола Торов, тогашниот министер од ВМРО, ја оформи. Значи, ако збориме така од 2014 до 2016 нели беа ВМРО, 2016 дојдоа СДСМ, се функционираше до пред години, односно до 2023 јануар, до декември, тоест 22, почеток на јануар прекина тај. Разложение нема и по други медиуми, и по други, дури на Канал 5 даваа, дека граѓани се за да се рестартира таа услуга, затоа што за една друга работа, значи совет дава, имаше специјалисти, се уште на страната стои специјалисти работеле, имаше пензионирани доктори, имаше и доктори што работеа и плюс наравно се работеа во услугата, значи и пензионирани, но и во пример јавно установа, карикирам 8 септември, но пример и трета смена е во Ало докторе еднаш во месецот, карикирам или два пати. Поентата е, значи, тоа што е добро, тоа што било, што вредело, зошто пак да не се рестартира? Значи, пример... Во ред, разбирам да се повторуваме. Да, но ако може, Океј, готово беше јасен. Некој власта, некоја слуша емисијата. Така, долно, да не го разводнувај, есенцијално го кажа. Поентата, само кратко, поентата. Не треба поента за ова, бе, човек. Ама каква поента? Све е јасно. Ама нема дебата. Апел до таравари, барем во најкраток можен рок, колку може да се рестартира таа услуга, зашто не само јас. Го кажавме 10 пати, те разбирам, те поддржувам. Да не се повторуваме, им стануваме досадни на луѓето. Знам, како папагал сум, се Знам, извинам. значи, а во меѓувреме, на вас, ти благодарам многу, ќе направам се, еве, фала ти што се јави. Фала што ме подсети. Па ми се јавиш после некое време, после неколку недели. Не истава тема. А јас, драги мои, јавете се, значи кога имам ваква мака, никога не сум се јавил на Ало докторе, оти тешко се добива. Јавете се, сум се јавил во итна помош. Не да барам да ми дојдат, затоа што таму има повеќе доктори што се јавуваат, и секогаш биле љубезни, викам, извини, имам висок притисок, тоа ми е терапијата, дали да земам едно плуцово, да, земи, не треба ово, ми крвари носот, дали да идам ово, не, земи ова, земи она. Дали треба, керка ми има уртикарија ово, дали да ја носам, да, донеси ја, иди во 8 септември, иди таму, и така натаму, или совети за вакво нешто, колку е детето, толку килограм, толку години, дали бруфен, дали парцето. Значи, некои такви ситни совети секогаш биле на услуга, секогаш биле професионални и љубезни на едната медицинска помош. Нормално, јас сум се трудел да бидам максимално краток, затоа што итно за оние кои се во животно загрозувачка, но таму има повеќе линии, така што и ние сме на мака кога се јавуваме во ниедно време за да побараме. Океј, ти благодарам многу, ќе го следиме Ало докторе, а ќе видам и некој од гледачите дали можеби има некои сознанија за ова. Добро? А здравство ние катастрофа. Единствено што ми е добра надеж да кажам дека се големи пари ќе се вложат сега во 8 септември или воената болница, ќе се модернизира и многу ќе се релаксира, растерети клиничкиот центар кој е на рап на распаѓање. Значи, збрам, колабира буквално. Тоа е ужасна една состојба. Ужасна состојба.
и мораме да имаме уште еден ваков центар. Подобро е воена болница да се пренапати. Овие сите лажеа претходно дека ќе прават нов клинички центар. Дрн, јарења. Па дури мојов колега ше вика, колчено е тамо и тамо, на влез на Скопје, кај Ѓорче Петров, тука ќе биде море планови, ово, оно. Човек да се замисли, вика, неверојатно, овие ќе владеат уште, значи да го направеа барем клиничкиот центар претходната власт, мислам, секи им беше простен. Океј. Имаме некого на линија? Не. Добро. Сум ти добар си? Викај Ура. Ура. Па добро, едно јавување, ама вредно е. Не, ворете, разбирливо ми е мене, толку е и капацитетот и мој и на емисија. Башка Македонија е земја на здрави луѓе кои го интересира здравство. Дур народов, трка луки, пие ракија, ништо не го фаќа. Туку требаше да отвориме тема за грипов. Луѓето по 2 недели не можат од дома да застанат на нозе. Кој со стомак, кој на грло. Интересно, нели? Мощне. Океј. Ќе почекаме уште малку ако има некој линија, а после имаме еден прилог, нели? Многу изедов бурек и за CNN, ама да видиш кога ќе ги подмочкаш CNN како мјаучат за Македонија. Ама подосна за тоа. Океј. Режија? Чем да видам режијата, да ми даде инструкции дали има некој на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повете во програма сте. Голем поздрав до вас. Вака, јас сакам да прокоментирам во врска со Ало докторе, кое што многу им значи на нас, ни значи многу на нас, кое што ни е од многу голема корист. Работеше пред некој време, што се случи, како се случи, го откина сето тоа и ете, може некој... Кога последен пат сте се јавиле, сте добиле соето таму? Па да ви кажам пред 2 години. Мислам дека 2 години нема. Но ето. Линијата се уште трае, меѓутоа никој не се јавува. Имаше прекрасни доктори кои што многу помага на народот. Не знам што се случи, како се случи. Сега кога имаат мака луѓето да вртат во брза помош, таму е нели хитно, па да се консултираме с брза помош и секогаш не е нели хумано. Зашто може би на некого живот значи тој момент што ние ке прашаме ете за нас, состојба како помош. Јас се надевам дека ќе допре ова и до министерот, се надевам дека ќе има нешто во врска да се уклучи тоа да биде како беше. Пошто стварно многу луѓе и вака, кога коментираме со пријатели без разлика, сите сака да се врати. Пошто на многу дури има и помогнато, ептен се вика дури живот да може да ти спаси. У моментот што како да направиш. Сепак тие се нели доктори во листи и така натака. Добро, ви благодарам за јавувањето. Океј. Ви благодарам. Пријатно
Точно. Ви ветувам дека нема да заборавам, а ако заборавам, вие нема да заборавите и ќе ме подсетите и ќе направиме. Ако не иде овој број да биде друг број, ако не е ало докторе, туку доктор е ало, како и да е, нека се направи и стварно, бидејќи, ја ви кажам за многу интервенции кај мојата матична, која е во приватна, ми е блиску тоа до дома, ама дури не идам, затоа што стално е гужва од луѓе и така натаму. Ќе се јавам по Вибер, ќе напишам, ќе некогаш кога може ќе ми крене, некогаш ќе ми пише, вика вака и вака, што да земам. Знам, например, се поштедив, 2 недели имав, уште имам последици, вирусот, грипот или корона, што и да беше, што не фаќа сега, не ме удри на стомак. И, нели, со грчеви, со болки и така натаму. Едноставно, докторката ми препиша онлайн што треба, вика точно, дејќи и ме знае и така натаму, што треба и мене ми беше супер. Така што не морав да идам меѓу други болни, нити јас да заболувам некого, нити некој мене и така натаму. И тоа ми функционира, но, нели, ако е нешто навечер, акутно и така натаму, да има кај да се јави, но велам, ако вие за дете и нешто, не се двоумете, мислам дека ќе ви помогнат и од брза помош, но цел ден стварно да има десетина доктори, тоа стручњаци од сите области, кои ќе работат на ова, ќе си бидат добро платени и онлайн ќе ви помагаат или ќе ве уптуваат. Не мора секој да ти даде лек. Така, некој ќе може и да те упати каде да одиш, што да направиш, каква лабораторија да направиш. Е така. Океј. Што се однесува до ова, збор нема, а бидејќи, ајде да не ја завршам пред време емисијата, одиме со еден прилог. Прилогот е од леле, ама е тежок. Интернетов. Имаш гледач, ќе збориш со него или одма ќе пуштиш кај мене? Ако збориш со него, тогаш пушти го мојот. Ствари, ја ќе го почекаме гледачот, не е фер. Ама мора да си направите муабе со мојот режисер. Он така одлучил да ја продуцира емисијата. Другите одма пуштаат кај мене, ама овој не дава. Не може. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Па јас би сакал во контекст на синочешната емисија вчера вечер што ја имаше. Многу, мислам, те ставам одавна, но синоќа многу инспиративно зборуваше за градот. Идеи што имаш, изнесе навистина многу ови работи за Скопје. И паметам, Данило Коцевски беше барем на 2 пати, колку се сеќам. Он беше нели хроничар. И нели, па велам, зашто не се запатиш малку со таа работа, бидејќи факт е дека малку има луѓе кои Скопје, ти очигледно го сакаш градов. Малку луѓе има кои го сакаат Скопје и навистина пишуваат и ги следат работите. Па сакам да ти дадам таква една идеја дали би имал волја да некако проложиш таа работа и малку поинтимно се бавиш со тоа. Добро. Таа идеја околу Треска беше комплексот, навистина читална. Коце не е веќе градоначалник, верувам ќе ја прифатише Коце. Да се таму и некој комплекс кој на градов ќе му даде берег во тој дел. Мултимедијална сала, ја викам. Да, за универзално што зборуваше, тоа навистина држи место, треба тоа да се дефинитивно тој објект уруши, што било со почит кон тоа, но тој дел спомен... Ти идеи, баш да не повторувам, ти идеи што ги се за универзална сала и за концептот
на треска што беше на Африката, И навистина заслужуваат разлината внимание. помеѓу Дом на Арама и МКЦ. И исто така МКЦ да отиде на местоположбата од Дом на армија, а во МКЦ да се буквално тие административни работи тамо да се префалат, пошто цел тој е комплекс за администрација. Мислам дека заслужуваше на високо внимание на твојата емисија од Пак е било од навистина МКЦ. добро. И сега околу ова не знам колку си расположен за таа идеја. Верувам дека може да даеш навистина придонес кон така кон она што го работеше кod се овој Данило Коцевски. Да продолжиш некако со таа работа, да антифицираш повеќе, го познаваш градот, ги следиш работите. Јас Тоа многу ти околу тоа, благодарам. Да? Имам само ше нешто околу... Како не, кажеш си слободно се што сакаш. Имаш околу ова, одавно не сум јавил, па сакав. Ако збори. Во тој контекст околу минимална плата имаше еднаш, манели јас тогаш Која? Минимална плата имаше еднаш тема деновиве. Да, колку треба да е минимална плата? Ја би рекол Јанко да биде минимална плата 2.500 евра, колку Да. се на судиите. Да си жив и здрав. Зошто не судите и мене и тебе? Ама некој што се имат судиеве непимени во Македонија, нели? Имаме на Ковшивка судија, да бе веруе ми не би дал пола овца да ми држи на паша, а судија. И земат 2.000 евра. Со факултет имаме буквално сите, секакви бранши и занимања. Што е судиеве, бе? Ова не нешто непојмливо. Кој се тие плати што им даваат, а лекари, специјалисти, врвни доктори не примани пола. А ова е само во Македонија. Не верувам во Европа да има слична земја, како ова што се случува во Македонија. Полуписмени, буквално неписмени луѓе, судии со 2% рейтинг, незналици и примаат енормни суми пари. Тоа мора да се стави крај на тоа и се надевам дека сегашна влада нешто ќе стои околу тоа. Ова е неверојатно. Треба кај нас да се случи нешто како што Елон Маск го прави за Доналд Трамп, го принудува да го направи во Америка. Така наречено ДОГЕ, Department of Government Efficiency, отпуштања вишокот, и тоа не фрлање на улица, туку со отпремнина, луѓе да можат да си почнат некој Да читат $200,000 им дава. бизнис и така натаму, и што ти ја знам. Сега види Америка и стварно land of opportunity, таму и да излезеш од администрација, стварно можеш нешто да почнеш, макар и као брекджилница да отвориш, има шанса да ти успее. Така што многу ти благодарам, а за ова за Скопје сакам да се осврнам сега на ова што кажа. Имам неколку работи. Океј, биди поздравен, лека ноќ и пријатно. Ја имам еден проект, значи, се вика Дискретниот шарм на Скопје или Шармот на Скопје. Поточно со години работам на собирање на материјал за монографија Шармот на Скопје. Данило Коцевски ми импонира што го спомнувате во моје име, но ја не сум му ни врвките да му ги врзам. Значи, тоа беше толку начитан човек. Животот го помина во проучување на архиви, историја. Јас, за жал, немам ни плата да го преживеам месецот. Данило Коцевски, барем она што го живееше, што го работеше и живееше од тоа, и имаше и чити пристоен живот. Ја морам да се распливам на милион работи. Но покрај тоа, еве го правам Дискретниот шарм на Скопје, собирам материјали за Скопје, за градот, претежно периодот од 1960 до 2020. Што било шармот на Скопје? Значи, знам тука, малата, сладкарници, шеталишта, кројачници, бутици, концерти,
места за љубовници, настани, убави, неубави, што му давало шарм на Скопје и во време кога ние го перцепираме како едно и во време кое се уште ни треба временска дистанца. Време, значи, не само она историски, види, овој беше градоначалник, Јанко јади бурек, Бранко Црвенковски, Васил Тупуевски. Не. Ова се за урбани легенди. Луѓе кои организирале први ревии, први концерти, кои биле фаци, кои биле инфлуенсери, уште во 60-ти години, први бендови, каде први журки, игранки, кина, кои филмови биле популарни. И ја ова го правам, погледнете, имам, значи, толку многу материјал собрано, да не можам да ви опишам. Тоа се, погледнете сега, например, ова е населба. Дали можете да погодите која е оваа населба? Значи, копам по архиви. Ова е после земјотресот на стрешницата на собранието срушена. Ова се населбите пост. Мислам дека е Тафталиџа, али не фаќајте за збор. Еве, например, овдека стари фотографии, улица Македонија, модна конфекција, Гера Цунев, краж до неа, од другата страна Орка спорт. Орце да го тиш Орка. Изградбата на универзалната сала. Југотон на Луи Пастер. И оваа дама е прерано, ова е Штркот, оваа дама прерано си замина. Многу ја почитам. Овде сум киста. Мирисот, звукот, Југотон во улица Луи Пастер, пред Југотон во ГТЦ да се отвори. Сандра се викаше дамата. А ова е во продавницата на Југотон во Загреб, почеток на 80-ти. Само послугите, игранките, продавница на... Иако ова низ Југославија, вака беше и низ Македонија. 80-ти продавница. Пелистер. Гледате овде кај што ми е маусот, шо вика ова? Ванил, бе, луѓе. Ванил. Ни рецептите не ги зачувавме од ванила. А овде имаше еден столб. Еве го столб. Дали го гледате овој столб? За жал, Рисо Пенов го тргна, кога го правеа првото поплочвање на площад. Ова беше клучно место на градот, кај што беа состави, значи ние другата генерација што сме, бумерска, ова е предбумерската генерација, ние сме генерација X, да речам, бумерска X. Пред нас ова беше местото со станоци, бидејќи овдека беше Козо, площадот. Иако площадот тогаш беше и паркинг. Но, кај ќе се најдеме? Кај овој столб, овој кружен столб. На овој столб се плакатираа настаните во Скопје, претежно новите филмови што играа во кино. Ретко театар, понекогаш концерт, но главно што се дава во кино. И тука беше место. И ја се надевам, овој градоначалник има други проблеми, но се надевам идниот дека ќе успеам да го убедам. Ја мислам дека ова е во некое депо, како што овој претходниот градоначалник ги најде оние бетонски столбови на ЈП, кај што, нели, за да не се репат плакати, сега ги става и некако си не знам, мурали правеа некои црти, ама многу грдо. Ова е друго, ова треба да биде спомен обежје каде што илјадници скопски парови, ваши баби и дедовци, ваши мајки и татковци овдека се состанувале со станоци.
Ова било место љубов и исчекување. Некој збори сега за ова? А јас сум убеден у некој депо дека негдека ќе се најде, но се уште немам пристап, ама веќе сум и јас у години. Не знам дали ќе издржам и дали едноставно некој ќе сака и треба да го финансира тоа. Треба времето што ќе го помине. Видите го водно како било, сега водно колку е пошумено. Едно добавите работи, тогаш партијата што ја направи, мораше да ја направи затоа што секој дожд овдека реки течеа Скопје, а сега водно е поплавено. Ова е Нерези, манастирот. И така, имам милион фотографија, а уште толку имам и видео снимки, настани. Еве изградбата, например, на Офицерски дом, 29-та година. Друг пат ќе го покажеме. А еве ви ги базените. Знаеш што сме правиле на овие базени? Значи, сакам да споце. Ама нема, дојде стока рам. И сега дојдоа насилници, дојдоа манијаци, дојдоа све. А народ, есенцијата на Скопје, младо, старо, пристојно, све доаѓаше тука. Еве ви го. Знаете кој е овој базен? Да, ова е базен под Калето. А ова? Да не помнам. Катастрофа. И водениот парк, и тоа се запусти. Но, ајде да бидеме, јас се надевам дека некој ќе ме поддржи идејата, имам и напено, окей, режија, треба да смениме кадар. Режија, не Виберот ми го каде, јас сум Вибер. Искрено, цела Јади Бурек би ја посветил на шармот на Скопје. Би се одвоил и од политика и од се, бидејќи тука ќе се опфати култура, музика, па дури може и политика. Но Јади Бурек би ја посветил на радот. И до крајот на својата кариера, само да зборам за тоа, да ги наѓам сите работи. Прерано ми отиде единствениот хроничар, но он го знаеше Скопје од 1700 година, он ги имаше прочитано. Ја немам време да ги толку сум распослан на сите страни заради преживување, но би сакал да може само тоа да го правам. Досие Скопје, прикажавме, ќе го пуштиме пак во иднина. Тоа е, може би, најамбициозниот проект финансиран од Сојуз за радиодифузија, кој го направи познатиот режисер Дарко, и мислам дека е тоа идеално. Ископал историски факти, нашол факти скопски, нашол се што може есенција за градот. И тоа е врвно дело, ама тоа е исто така расплинато од повеќе и како фикшн направено. Ја би направил една дигитална монографија за Скопје, која би одделувала концерти, храна, сладкарници, места, рекреација, забава, спорт, така натаму. Овој период, јас што сум го живеел од 6 до овие 40 години кои се клучни. 60, 40, леле математика. Затоа сум ја глуп. Океј, за крај, лулка на христијанството. Емисија од CNN посветена за Македонија. Ама кога ние им кажувавме да ја прикажат Македонија реално, а не како што опозицијата сакаше кога ги кешираа со Белсорос. From a distance, Ohrid looks like it's changed little over the centuries. A fairy tale faraway place. Ringed by snow-capped peaks, reflected in an ancient lake that lies beneath it. 5,000 years of civilization.
2 millennia of Christianity. Erasmus came from Antioch, from Syria, to this place to build his church, and he built a basilica. And this was the first church here? One of the first churches, Christian churches of Europe, because imagine Saint Erasmus died in 303, which is 10 years before Christianity was even recognized by the Roman state. St. Erasmus's church was just the beginning. Legend has it there are 365 churches and monasteries in and around Ohrid. This one, St. Sophia's, is on the country's 1,000-dinar banknote, and the city itself for centuries was known as the Jerusalem of the Balkans. We don't have enough stones, so they're recycling older stones. Lyubcho Komborovsky is a local historian. We have stones. It's a nice round number, 365, just like the days of the year. But why so many in one place? It is a place next to a large lake, lots of drinkable water, a lot of food, well protected, and it is on the crossroads of the roads connecting east and west, north and south. And at almost every turn, it does feel like there's a church. St. Barbara's, patron saint of miners and carpenters, 19th century. And over there, 7th century, a church for the holy doctors Cosma and Damian. But it is when you go inside that the churches reveal their beauty. Some frescoes are 900 years old. We are fortunate to have some of the oldest frescoes known to the Christian world here in this church, including some beautiful angels that are the most beautiful and the most serious angels ever painted. The city is also the birthplace of the Cyrillic script. Taught by St. Clement at the university he founded here 1100 years ago. From winding alleys of the old town to the myriad archaeological digs, Ohrid's past can be seen laid layer upon layer. But nowhere is the arc of history more stunningly revealed than from the lake. Our boatman, Bob, named after the great English footballer Bobby Moore, is more than happy to show us and make us coffee. You want sugar, without sugar, little sugar? Medium. Medium, I think, okay. He is, by nature, a happy man. No problem, don't worry, be happy. But he is not delighted by the decline in tourism. When we were in Yugoslavia, a lot of tourists came from Deutschland and from other countries from Europe. But now, from everywhere again. From the world? Yes, but not a lot like before. But the lake, also called Ohrid, and the city are getting some attention. New laws passed by the Macedonian government are designed to protect it, bolstering safeguards in place since it became a UNESCO World Heritage Site in 1980. But to have a future, it needs more than protecting. It needs people. Do you think people have forgotten your country, Macedonia? They knew Yugoslavia, but they've forgotten Macedonia? Yes. 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 Why did they get you? I don't know, because maybe we're a small country. 2 million people, like one city in Europe. A small country, but one with a rich and deep history. Nick Robertson, CNN, Ohrid, Macedonia.